Едноставно дадовме процесен приговор на вештачењето, затоа што сметаме дека вештачењето е изготвено од неовластено лице. Согласно императивните одредби од Законот за кривична постапка се знае кој определува вештачење. Тој е обвинител. Не може државниот правобранител да самостојно да изготвува без наредба од обвинител вештачење. Тоа е првиот проблем. И затоа што е така комплексен, заедно со вториот проблем судијата затоа сака да донесе решение не на денешното рочиште, туку кој ќе ги има сите факти во предвид, што сметам дека е сосема окей. Другата работа на која што ние приговараме е собственоста на тој простор. Согласно имотните листови кои што се јавна исправа извадени од Агенцијата за катастар од денеска, значи од денеска свежи, од 2 сати стари, нигде не стои дека некој собственик на канцеларијата на председателот е Република Македонија. И па како сега Република Македонија бара штета, освен тие столови, тие други подвижни предмети, зборам за градежните работи, кога таа не се јавува како собственост, согласно единствениот можен доказ за собственост, а тоа се имотните листови. Сметам исто така дека судот многу принципијално постапи, многу го почитуваше законот кога го укина притворот на денешното рочиште за главна расправа, бидејќи како што збориме цело време, навистина немаше причини за вакво дело во скратена постапка воопшто и да има притвор, меѓутоа кога веќе имаше, навистина од сите можни законски претпоставки, тоа се јави безпредметно и судијата го укина притворот, па во една мирна атмосфера со противставување на оружјето на двете страни ќе се докаже фактичката состојба во овој. Да се заблагодарам на раководството на партијата во стечај, ДПМН, бидејќи ни направија голем маркетинг и ни помогна да стигнеме до каде што сме тука, до каде што сме сега. Под број 2 би се заблагодарил во име во лично име и во име на партијата на обвинителството, кое што докажа дека даде школски пример што е тоа двојни стандарди, меѓутоа и е разбивач на митови, бидејќи понуди докази во кои што се гледа дека во кои што се гледа напад на службените лица, поточно на старешини на ЕБР. Меѓутоа, како што знаете, до сега нема ниту едно покрената кривична постапка за напад на службено лице. Секако како партија сакаме да искажеме дека има безбедносна криза во Македонија, меѓутоа првична причина што органите на државните безбедносни органи се користат само за лични интереси, не се користат за државни. Само како илустрација би навел дека при нашето приведување беа присутни 12 припадници на Алфита и во првите денови од нашето приведување изброев до 17 различни униформирани полицајци кои ни дојдоа на домашна адреса. Предпоставувам и кај колегата Здравевски исто. Меѓутоа, од друга страна, медиумите, провладините медиуми викаат дека е тоа криза произлезена од странските разузнавачки служби. Меѓутоа, според нашите информации, тоа не е ниедна странска служба, тоа е изворна македонски револт кон режимот. Би сакал исто во име на партијата да ја повикам најпатриотската организација во Македонија, ГДОМ, да направи митинг за поддршка на обвинетите, најголемите патриоти во Македонија, во кои како партија ние би им помогнале целосно и да не дозволиме најголемите патриоти во Македонија да се исплашат од еден суд на кој што му е надена придавката Сваровски и да ги потсетиме најголемите патриоти во Македонија кои што се обвинети дека ова не е ниту отомански суд, ниту суд на кралска Југославија, нити на царска Бугарија, нити пак на комунистичка Македонија, туку е суд во кој што последните 10 години е на власт најпатриотската партија, односно фирма во Македонија. Под број 5 би го повикале премиерот Груевски, бидејќи бившиот премиер Груевски,
бидејќи се разбира човекот во се, се гледа разрешницата на политичката криза, меѓутоа тлее економска криза и во стилот на обраќањето на млекарите да се обрати на бизнисмените, меѓутоа тоа да го направи пред УЈП и наместо 10 крави да има 10 директори на УЈП, каде што ќе објасни како за една година се прави заштеда од 120.000 евра со годишен прилив од 15.000 евра. Секако очекуваме тоа да биде дадено што е можно побрзо, за да се разреши оваа политичка криза и економска. И на крај очекувам, цела нација е во очекување на неговиот говор од ова место, а после првото рочиште, кој што најверојатно ќе биде за судските реформи.